Добро вечер, вести во 18 часот. Ова се настаните на денот. Двегодишното дете повредено на новогодишната ноќ им подлегна на повредите. Гледајќи окномет слушнала звук, пошто забележала крв од главата на детето. Обвинителството бара обдукција. Црниот биланс од трагедијата во Кран Монтана се искачи на 47. Се уште нема трага од македонскиот државјанин, кој исчезна во пожарот во Швајцарија. Сме во контакт со властите и со кантонската полиција, очекуваме повеќе детали во однос на тоа. Расчистено убиството на турскиот државјанин во Скопската чаршија. Осомничениот приведен во Косово. Следната недела ќе се знае дали трговците ги качувале несразмерно цените. Дали ќе има мерки, допрва ќе се одлучува. Дали има девијатно однесување од трговците или зголемување на цените, ќе бидете известени како ќе постапиме. Надлежните тврдат дека УСИ работи законски. Не се утврдени неправилности во работењето на овој правен субјект. За загадувањето виновни биле домаќинствата и сообраќајот. И покрај 24-часовните напори да го спасат, ноќеска по полноќ згасна животот на двегодишното дете, кое беше повредено за време на новогодишната ноќ. Дали му пресудил? Залутан куршум. Одговорот треба да го даде обдукцијата која денеска ја побараат од обвинителството. Од МВР информираа дека веќе извршиле разговор со родителите на детето и работат на расчистување на случајот. Деталите за овој несреќен случај од Сања Трајковска-Ставров. Ноќеска нешто по 1:30 часот по полноќ згасна животот на двегодишното дете кое неколку минути пред Нова година заедно со мајка си излегло во дворот на својата куќа во Газибаба за да го гледа огнометот за дочекот, пошто според сегашните предпоставки на лекарите, парче од проектил завршило во неговата глава. Одговор на прашањето што точно го погодило детето и дали залутен куршум му пресудило, може да даде само обдукцијата, велат за Канал 5 од Тоарилуц. Од клиниката појаснуваат дека биле направени сите медицински процедури, но за жал и покрај 24-часовните напори за да се спаси детскиот живот, тоа починало. Поради сериозноста на состојбата, детето беше ставено и на интензивна нега и беше приклучено на апарати за одржување на виталните функции. Беа дадени сите потребни медикаменти. За жал, природата на повредата беше многу тешка и детето почина во 1:30 синоќа. Од МВР велат дека разговарале со мајката и со таткото и оти ги превзимаат сите мерки за да се утврди што всушност се случувало во очи на првиот ден од 2026 и како дошло до трагедија, откако двегодишното дете кое со семејството си било дома сакало само да го гледа огнометот. Полициски службеници излегле на местото и извршиле службен разговор со мајката ГД, која појаснила дека на 31.12.2025 година пред полноќ излегла пред дворот од куќата на подрачје на Газибаба со детето и гледајќи огномет слушнала звук, пошто забележала крв од главата на детето. Во полициска станица е извршен службен разговор и со таткото на детето МА. По наредба на јавен обвинител, телото на детето е дадено на обдукција и се превземаат мерки за расчистување на случајот. Заедно со МВР постапува и обвинителството, од каде што велат дека ќе ги чекаат наудите од судска медицина, кои ќе ги дадат неопходните докази. Овој трагичен случај повторно ја актуализира темата за опасностите од залутани куршуми и метални проектили за време на празници и прослави. Сличен случај имаше и пред 20 години. Тогаш 19-годишната девојка Наташа Кметовска беше ранета од залутан куршум при дочекот на 2005 година на централниот Скопски плоштад, а почина неколку дена потоа во болница, пошто следеше долгогодишен судски спор за несовесен лекарски третман, но не беше откриено кој пукал. Расчистено убиство во старата Скопска чаршија, кое се случи на новогодишната ноќ.
25 годишен турски државјанин со престојувалиште во Тетово осомничен за убиството што се случи пред угостителскиот објект во Старата Скопска чаршија е приведен во Косово. Против него МВР поднесе кривична пријава за убиство и обид за убиство врз друго лице. На критичната ноќ осомничениот започнал расправија со двете лица, исто така турски државјани, во кафе-бар во Стара чаршија, пошто двајцата оштетени заедно со други лица заминале кон плоштадот, но бидејќи не успеале да најдат такси, се вратиле кон чаршијата и поминале во близина на истиот локал. Повторно почнала расправијата, пошто осомничениот со нож му нанел 4 рани на едното лице кое починало на самото место, а на другото лице една рана. За осомничениот обвинителството бара притвор во отсуство, со што ќе биде иницирана постапка за негова екстрадиција. За страутниот пожар во швајцарскиот ски центар Кран Монтана ги отвори старите рани во Кочани. Роднините на загинатите во пожарот во Пул се испратија емотивно писмо до швајцарската амбасада, изразувајќи длабока солидарност со семејствата на настраданите. Ние, семејствата на починатите во пожарот во Кочани, знаеме што значи ненадејно да ти се урне светот. Знаеме како боли кога ќе остане празно столчето, кога тишината зборува погласно од зборовите. Веста не врати таму каде што болката никогаш не замина. Во моментот кога животот за секогаш се подели на пред и по. Од срце сме со вас, не како наблюдувачи, туку како луѓе кои ја носат истата рана. Стоиме на располагање за се што можеме да помогнеме, со разбирање и со тивка поддршка, порачаа од Сдруженијето 16 март. Осврт на трагедијата во Кочани, која за жал ја одбележа изминатата 2025 година и ја обви Македонија во црно. Модернизацијата на железничката инфраструктура значително напредува, потенцира премиерот Мицкоски, кој очекува до крајот на годината да биде објавен и тендерот за третата делница од Крива Паланка до тунелот кој треба и железнички да ги поврзе Македонија и Бугарија. Владата годинава ќе издвои повеќе средства и за поддршка за објавување на научно-истражувачки трудови со цел македонските универзитети да се најдат на Шангајската листа. За ова Михајло Видимлиски. По надминување на застојот со соседна Бугарија, премиерот Христијан Мицкоски очекува годинава да биде објавен тендерот за третата делница од коридорот 8, која треба да ги поврзе Крива Паланка со влезот на тунелот од бугарска страна. А до крајот на летото пак очекува надлежните министерства да ги завршат физибилити студиите за брзата пруга од Табановце до Гевгелија, дел од коридорот 10. Во меѓувреме имавме повик со кој што бираме финансиер, имаме една понуда која што е необврзувачка, која што е апроксимативна. Доправа ќе почнеме во разговори и преговори за деталите, но потребни ни се параметрите од овие физибилити студии за кои што претходно зборував. Така што очекувам и овој проект да се задвижи и истовремено напредува така наречениот градски воз, проект вреден во првата фаза од 6 милиони евра, околу 360 милиони денари, со кој што од источното крило на главниот град со електрична локомотива, односно со електричен воз ќе се стига до центарот на градот. Во врска со линеарното зголемување на пензиите, Мицкоски вели дека со оваа интервенција позитивно ќе се влијае на намалување на стапката на сиромаштија, бидејќи според податоците од Државниот завод за статистика, пензионерите се најсиромашна категорија на граѓани. Со овие 7.000 денари линеарно зголемување немаат пензија која што е под 15.000 денари, односно тие се движат од 17 до 19.000 денари. После овие интервенции на линеарно зголемување, не само што се намалува, тој е јас, односно се зголемува правилната распределба на приходите, туку се намалува и стапката на сиромаштија, бидејќи заклучно со април 2026 година ќе имаме линеарно зголемување
за 7.000 денари. За годинава од државниот буџет за образование се предвидени над 770 милиони денари. Според Мицкоски, зголемените инвестиции и измените на Законот за високо образование треба да поттикнат поголема научна продукција и објавување трудови во меѓународни списанија со фактор влијание. Анализите, како што рече, покажале оти за влез на универзитетот земјава меѓу првите 1000 на Шангајската листа е потребно 8 до 10 кратно зголемување на бројот на научни трудови објавени во релевантни меѓународни списанија. Граѓаните и понатаму се жалат на високите цени на основните прехранбени продукти. Од економија пак велат, пазарните инспекторати се постојано на терен. А дали какви чекори ќе превземат властите околу високите цени, ќе се знае идната недела. Во меѓувреме, од денеска стапува на сила Законот за работно ангажирање на лица за повремена и сезонска работа. Сандра Спасовска. Следната недела Министерството за економија ќе има точни податоци за тоа какви цени на основните прехранбени производи плаќале граѓаните предно и за време на новогодишните празници. Ресорниот министер Бесар Дурмиши уште еднаш повтори, нема да толерираат, како што рече, девијантно однесување. Вели во постојана комуникација се со пазарните инспектори, но што ќе покажат податоците и како ќе постапат надлежните, Дурмиши вели ќе се знае идната недела. Идната недела ќе бидете известени и за ова ќе ги земеме податоците од овие денови, нели крајните денови на месец декември и еве првите денови на месец јануари и ќе бидете известени и јавноста и вие за односно во рамки на ова дали има девијантно однесување од трговците или зголемување на цените, ќе бидете известени како ќе постапиме. На 8 јануари се очекуваат и најновите податоци на статистика за инфлацијата. Од Министерството за економија пред празниците посочија дека до тој момент цените се стабилни, празнични кошнички, како што имаше ланската година, не се планираат, но и дека со поскапувањето на струјата од 1 јануари годинава нормално е да има раст на цените и кај другите производи, вклучително и основните прехранбени продукти. Инаку на стартот на новата година почна примената и на Законот за работно ангажирање на лица, кој заедно со оперативниот план според Дурмиши ќе ја намали невработеноста и сивата економија. Со Законот за работни односи, што ќе можат и пензионерите и студентите и работниците што се со социјална помош да бидат вработени во текот на годината не повеќе од 6 месеци. Барањето од реформската агенда е 20% да падне невработеноста, така да со оперативниот план сега во ова година, исто така и со овој закон, ние направиме план и предвидуваме дека оваа стапка ќе го достигнеме. Во првата фаза опфатени се дејностите, каде што сивата економија според ресорниот министер е најизразена, а тоа се земјоделството, шумарството, рибарството, објектите за сместување, сервисни дејности за храна и дејности во домаќинството. Со примената на законот според податоците се очекува формализација на околу 18.000 лица, од кои 12.000 сезонски работници во земјоделието и околу 5.500 непријавени работници во туризмот и угостителството. Што може да очекува земјава во евроинтеграциите од кипарското председавање со Унијата? И дали во 2026 ќе следува раздвижување на евроинтегративниот план и како на тој план ќе влијаат политичките случувања во Бугарија? Од анализата на Афродита Рамос. Новата 2026 ќе ги донесе истите пораки од Брисел за Македонија. Децидни се дел од аналитичарите. И да ги забрзаме реформите, не може да се очекува дека Европската Унија или официјална Софија ќе ги променат своите позиции, дека уставните измени се неопходни за продолжување на евроинтеграциите на земјава, вели Благојче Атанасовски. Не гледам ниту еден европски функционер да каже дека постојните услови под кои Македонија се наоѓа, тоа е дека треба да ги вметне бугарите во уставот за да ги продолжи преговорите со Европската Унија, можеби да се сменат. Немаме ни такво нагласување, таква најава или такви ветришта од официјален Брисел, уште помалку од официјална Софија, со оглед на тоа што тие влегуваат во нов циклус на
парламентарни избори, влегуваат во техничка влада, потоа ќе видиме дали ќе формираат политичка влада, но ниту еден релевантен бугарски политичар од ниедна политичка партија, најмалку председателот, дали од техничката влада, дали актуелниот премиер, не рекол дека ќе се согласи на менување на постојните услови. Атанасовски не е оптимист дека председавањето на Кипар со Советот на ЕУ ќе донесе значителни промени за евроинтегративниот пат на земјава, но посочува дека без разлика на условот за уставните измени, реформите мора да ги испорачаме. И пред 30 години се дебатирале ужасните состојби во правосудството, се дебатираат и денеска во 2026 година на почетокот на самата година, и ако продолжиме вака да се однесуваме, ќе се дебатираат и во наредните 20-30 години, односно процесот на интеграција на Македонија кон Европската унија треба да значи всушност поттикнување и засилување на реформскиот процес, бидејќи за жал, како што покажавме, ние немаме институционален капацитет како држава и општество да ги направиме реформите кои сите граѓани толку ги очекуваат и ги посекуваат. Премиерот Мицковски вчера изјави дека периодов ќе има засилено темпо на состаноци за исполнување на реформската агенда, за до април, како што рече, да го фатиме реформскиот чекор и да бидеме најдобри во Западен Балкан. Пошто, според премиерот, ни останува да се надеваме дека Европа нема да биде заложник на билатерализација и објективно ќе ги оцени нашите реформски напори. Означувањето на службените возила со црвени регистарски таблички значително ги намали злоупотребите на државните возила за приватни цели. Околу 50 пријави за 4 месеци пристигнале од граѓани кои забележале некаков вид неправилности при користењето на службено возило, а злоупотреби за партиски цели воопшто немало, тврдат од СОЗР. Тема на Дејан Трајковски. Прекршоците и злоупотребите на службените возила на кои им сведочеше јавноста секојдневно во голем број веќе ги нема, уверува директорот на СОЗР Ивица Томовски, според кој црвените таблички како мерка кои беа имплементирани пред 4 месеци вродиле со плод. Тој за Канал 5 вели дека од воведувањето на оваа мерка добиени се околу 50 пријави за прекршоци и злоупотреби и дека секоја пријава е проследена до надлежните институции. Според него, добро е што и граѓаните се активни и пријавуваат на наменетите број и имејл, доколку забележа некаква злоупотреба или непочитување на сообраќајните правила. Има пријавување, она ние што го правиме како служба, во случајот сме као посредник, го контактираме Министерството за внатрешни работи, дознаваме чива службено возило, го препраќаме мејлот, многу често, во 80-90% добиваме повратен одговор зашто тоа возило е паркирано на погрешно место или прави некаков прекршок или било што да е, и одговараме повторно на граѓаните. Евидентно е дека доста голем број на оние претходни прекршоци кои што можеле да се видат во јавност ги нема, бидејќи сепак се препознаваат тие возила, и мислам дека направивме една добра мерка. Томовски воено е дециден дека за време на изборната кампања ниту едно државно возило не било злоупотребено за партиски цели, односно процес кој сериозно се следел од страна на СОЗР. Што се однесува до институциите, тој очекува злоупотребите да бидат целосно искоренети, па им порача на сите кои ги користат службените возила да имаат на ум дека не им припаѓаат, туку се ресурси за да си ја завршат работата во интерес на граѓаните. Првенствено би им препорачал да ги користат разумно државните ресурси, сепак тие се ресурси на државата и на сите граѓани, не ни припаѓаат нам како одредени функционери, тие ни се средство за непречено функционирање и давање на резултати. Да ја користат рационално. Инаку во моментов со црвени таблички се над 3500 државни возила, додека исклучок остануваат од Агенцијата за национална безбедност, како инспекторите кои не треба да бидат брендирани. Воедно и 45 владини црни шкоди, кои нема потреба да бидат брендирани, вели Томовски, оти секој еден граѓанин веќе ги препознава. Ги завршуваме тука вестите. Во продолжение проследете изборната хроника за текот на кампањата за повторените локални избори што ќе се одржат на 11 јануари. Имајте убава вечер. Во текот на 16 месеци од нашиот мандат докажавме дека со работа, волја и интегритет резултатите се опипливи.
Сега целиме кон ново поглавје за нашиот град, засновано на конкретни проекти кои го подобруваат секојдневниот живот на граѓаните. Еден од најважните проекти е изградбата на новиот мост над реката Вардар, наречен Мост на Слогата. Сите административни и правни постапки за овој проект се при крај и напролет започнуваат градежните работи. Мостот ќе има 4 сообраќајни ленти, велосипедски патеки и безбедни тротоари за пешаци. Валбон Лимани има потрошено над 100.000 евра за новогодишно украсување на градот, додека градот остана неукрасен и без празнична атмосфера. Но 2026 година ќе биде година на промените, затоа што со моето доаѓање на чело на општината градот ќе се украси, криминалот ќе исчезне, општинската каса ќе се наполни, хигиената на градот ќе биде на многу високо ниво, а инфраструктурните проекти ќе се реализираат онака како што гостивар заслужува. Посакувајќи ви среќна нова година исполнета со здравје и благосостојба, ви порачувам дека на 11 јануари заедно ќе ја прославиме големата победа. Во делот на туризмот, како еден од топ 3 проекти, се планира подигнување и изградба на велосипедска и пешачка патека околу Мавровско езеро. Во делот на јавната чистота, секако еден од главните сегменти за развој на туризмот е подигнување на јавната чистота. Во мојата програма предвидувам сериозна реорганизација на јавното комунално предпријатие, односно подигнување на техничките капацитети на комуналното предпријатие, а во исто време и подигнување со соодветни човечки ресурси за да може да одговори на потребите и да имаме почисти јавни површини. Социјалдемократскиот сојуз раководеше со општина Маврово и Ростуше во изминатите 8 години и покажа и докажа како и на кој начин се раководи една институција. Имаме зацртано голем број на проекти за сите населени места, од инфраструктурни проекти кои што ќе значат нови водоводи, нови канализациони мрежи, проширување на патишта. Она што е најважниот дел е туризмот за Маврово Ростуше. Планираме да во наредниот период локалното население активно го вклучиме во одредувањето на туристичката понуда за Маврово Ростуше и со тоа сметаме дека ќе стане главен чинител на туризмот.